Неодамнешните поплави во Пелагонија најголема штета предизвикаа врз површините со пченка и пченица, но и на други земјоделски култури, оцени Општинската комисија за увид. За отстранување на последиците од штетите во Битолско, Советот на општината побара 37.213.744 денари финансиска помош од владата. Над 1000 барања за склучување договори за откуп, пренос или за закуп на станови во сопственост на државата, кои што се користат бесправно, се доставени до денеска до Министерството за транспорт и врски. За откуп на становите се доставени 769 барања, 188 за пренос, а 28 за закуп, информираат од Министерството. Зголемување на износот за субвенционирање на потрошена електрична енергија и други енергенси за затоплување на примателите на социјалната помош, најави министерот Диме Спасов при посетата на Јогуновце. Според Спасов, овој проект за поддршка на семејствата што добиваат социјална помош започна во 2010 година како одговор од владата на економските проблеми предизвикани од светската економска криза и европската должничка криза, со што околу 10.000 семејства почнале да добиваат по 600 денари за оваа намена, додека од 2012 година оваа сума била зголемена на 700 денари. Согласно планот на владата и дадените ветувања, министерот Спасов овој надоместок од средината на годината се зголемува за дополнителни 100 денари. Од почетокот на годината до инспекцијскиот совет се пристигнати 64 представки од граѓани и компании кои по разни основи се жалат на работата на инспекторите. Најмногу поплаки има за инспекторите од трудовата и од пазарната инспекција. Поплаки најмногу има за несоодветно, некултурно или неправилно постапување на инспекторите. Представките не секогаш значат и дека има инспекцијска повреда. Секој кој ќе биде казнет на некој начин сака да се пожали некаде, но имаме и доста случаи кога жалбата е оправдана, изјави претседателот на инспекцијскиот совет Ванчо Каргов. Македонија е привлечна за странските инвестиции пред се поради добрата геостратешка локација и близината до европскиот пазар и до Турција, ниските даноци во регионот, поволностите во развојните зони, ниските производни трошоци и расположливата едуцирана конкурентна работна сила, заштитата на инвестициите, како и поддршката на инвеститорите од страна на владата, која е бизнис ориентирана. Ова го порача министерот за економија Бекир Незири на денешната министерска тркалезна маса на 5-годишниот инвестициски состанок во Дубај. Над 10.000 вработени во МВР, полициски службеници и овластени службени лица во рамки на усогласувањето на платите со вработените во Царинската управа како дел од програмата за работата на владата, ќе добијат зголемување за околу 20% на основната плата до крајот на 2017 година. Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска на заедничка пресконференција со претседателот на Македонскиот полициски синдикат Тихомир Климовски нагласи дека со ово усогласување, што е резултат на партнерскиот диалог со синдикатот, ќе се признае и посебната улога на МВР во општеството заради ризиците, функциите кои ги врши и специфичните задачи во кои не се вклучени другите структури на јавната администрација. Коментари на претседателот на грчкиот парламент Зое Константопулу ги натера пратениците на опозицијската Нова демократија утрово да ја напуштат собраниската сала за време на бурната дискусија за преговорите на долгот на Грција. Грчките медиуми коментираат дека со ова се зголемува можноста за поднесување барање за нејзино отстранување од функцијата шеф на собранието. Лидерот на Нова демократија и поранешен премиер Андонис Самарас го предводеше заминувањето на пратениците од неговата партија, откако Константопулу неколку пати го критикуваше поради коментарите против владата предводена од СИРИЗА, чиј лидер Алексис Ципрас ги ја свика седницата за да информира за текот на преговорите меѓу Атина и Брисел. Србија е заинтересирана за мирот и стабилноста на Косово, но е против формирањето војска на Косово и за таа тема би требало да се разговара на ниво на Советот за безбедност на Обединетите нации, порача првиот потпредседател на владата и министер за надворешни работи на Србија Ивица Дачич. Дачич нагласи дека Србија е против формирањето на војска на Косово, бидејќи тоа не е во согласност со резолуцијата 1244 на Советот за безбедност, додаде Дачич. Лидерот на Српската радикална партија Војслав Шешелј денес изјави дека нема доброволно да се врати во Хашкиот трибунал, како и дека стои зад сето она што го изјавил откако се вратил во Белград. Да видиме како ќе ме апсат Александар Вучич и Томислав Николич, изјави Шешелј, додавајќи дека се наоѓа во седиштето на радикалите и дека врши партиски работи. Шешелј истакна дека државата ќе мора да ја почитува временската постапка за екстрадиција и дека во тој период ќе се обиде да го оспори барањето на Хаг да се врати бидејќи во Холандија му биле загрозени сите права, како што додаде.
На почетокот од оваа година, Европската унија побарала од Бугарија да прими назад 3000 азиланти кои се обиделе да се префрлат и да се населат на западот, јави BBC. Владата во Софија го прифатила тоа, но некои земји членки на Европската унија бараат од Бугарија да ги прими назад сите 8000 азиланти кои поминале низ бугарската територија на пат кон западните делови на Европа. Главни застапници на ваквото барање се Австрија, Унгарија и Германија, кои сметаат дека на Бугарија треба да и се вратат сите азиланти, а таква позиција овие земји имаат и кон Грција, преку чија територија исто така минува еден од главните правци на азилантите до другите континенти. Владите во Софија и во Атина остро се спротивставуваат на ваквите притисоци, тврдејќи дека таквиот однос не е фер. Во Софија се вели дека има многу повеќе азиланти во Европската унија кои влегуваат преку Малта и Италија.